Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Драги гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од Кавадарци, од студиото на радио Глас на надежда. Еве и ово утро, понеделник, 17. јануари 2022 година. Утрово сонцево во Кавадарци и во околината изгреа во 6 часот и 56 минути, а ќе зајде во 16 часот и 29 минути. Како што примитувате, денот полека се зголемува, што означува дека се ближиме кон пролета. Инаку, ово утро во Кавадарци 8 на доста студено, -7. Значи, сега веќе е -5, но како е да е, температурата ќе се крева некаде до 8 степен во позитива. Имавме, значи, релативно свежо утро во цела Македонија. Според прогнозата која гледам пред себе, таа гласи дека ќе имаме променливо, облачно во западните делови и на планините и на повисоките места ќе има се уште повремен снег, а во пониските од дожд и снег. По одделни котлини ќе има појава на слаба утринска магла, кон крајот на денот во источните делови ќе има повремен слаб снег. Ќе дува слаб до умерен вдолж поврдарието повремено засилен северозападен ветер. Значи, ќе биде денеска времето променливо, во Квадарци е сончево моментално, но попладне ќе се малци и наоблачи. Температурата за денеска покажува дека во западните делови ќе имаме од -4 до 0, во крајните источни делови во Беровскиот регион од -8 до +7, Гевгелискиот регион од -1 до +12, Овде во Кавадарци спомнавме ќе се качи температурата до 8 степени, Пелагонискиот регион променливо облачно со снег и дожд од -5 до 5 и во Охридскиот регион од -2 до 7 степени. Утрешната прогноза гласи дека ќе имаме повторно променливо облачно со слаб локален снег. Во текот на денот облачноста на секаде ќе се намали, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец, особено во источните делови. И во наредните 3 денови прогнозата е слична, ќе имаме променливо време, температурата ќе биде утринските доста ниска од -10 до -2, значи оние минималните, а максималните од 3 до 11 степени до 10 и до 7, тоа се трите дена кои се пред нас. Како е да е, се уште е зима и нормално тек навлеговме во зимата, мора да се подготвиме да ги и овие зимски денови поминеме како што треба. Што се однесува до воздухот во Кавадарци, според мерната станица што постои овде во Кавадарци, воздухот е чист, така да можеме слободно да ги отвориме белите дробови, што се вели, да дишеме чист воздух, иако ноќта, значи за време на ноќта, воздухот е повеќе загаден, но бидејќи имаме северен ветер, така да сите тие смогови или тој смог кој го испуштат нашите шпорети или оно со што луѓето ложат, ветерот го носи. Еве, почитувани гледачи, тоа беа тие почетни сервис информации. Само да кажем уште неколку информации во врска со состојбата на патиштата. Од АМСМ јавува дека состојбата или сообраќајот на државните патишта се одвива по претежно суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува на делниците Катланово Велес, Маврово Дебар,
Struga, Vinica, Berovo i Kočani, Delčevo. Na nekoj patišta se odvivат nekoj работи, така да се внимава на поставената сигнализација. Одеме сега со песна, а потоа повторно ќе се вратиме во живо во нашата емисија. Getsemanija, solzironel to, po Getsemanija, Isus moj i tvoj, po Getsemanija, solzironel to, po Getsemanija, Isus moj i tvoj. Getsemanija, solzironel to, po Getsemanija, Isus moj i tvoj, po Getsemanija, solzironel to, po Getsemanija, Isus moj i tvoj. Еве не повторно во живо во нашата емисија, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата утринска програма. Поздрав до гледачите од Македонија и они кои се од странство. Иако сме во различни зони, верувам дека ја следите нашата емисија. Ако не можете, можете во друг термин, бидејќи истата ова емисија се снима и се
поставува на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Следува рубриката Капки на мудроста и приказна за деца, односно за возрастни. Еве имам неколку приготвено капки на мудроста што сакам да ги споделам, бидејќи преку секоја мисла има и порака до сите нас. Добрината твоја не се подарува на оние што не ја заслужуваат. Еве некој тоа така го кажал, меѓутоа сепак ние од наша страна треба да зрачиме позитивност кон сите и они што не сакаат и они што не сакаат. Тишината е вистинскиот пријател кој никогаш не изневерува. Понекош може би и потребно да се повлечеме, малку да размислуваме, да се видиме самите себе. Тишината е вистинскиот пријател кој никогаш не изневерува. Срцето на мајката е длабока бездна, на чие дно секогаш ке најдете прошка. Ја би додал и љубов. Срцето на мајката е длабока бездна, на чие дно секогаш ке најдете прошка. Каде што има голема љубов, секогаш се случуваат чуда. Каде што има голема љубов, секогаш се случуваат чуда. Интересно. Многу е лесно да поразиш некого, но многу е потешко да го победиш. Мора да научиме да живееме заедно како браќа, инаку ќе исчезнеме заедно како будали. Вистинското богатство на човекот е доброто да го прави во животот. Еве, тоа беа капки на мудроста првиот дел, еве сега уште неколку. Во новата година следи го Христа повеќе отколку луѓето. Бидејќи сме на почетокот на ова нова година, еве 17 дена како помина, мислам дека ова мисла ќе ни користи повеќе во новата година да го следиме Исуса Христа отколку луѓето. Вистината постои, може само да се измислува лагата. Подобро е да не се ветува, отколку зборот да не се одржи. Тоа мислам сите сме го искусиле во нашиот живот, да внимаваме кога нешто ветуваме. Што некој рекол, старите велат 2 пати мери, еднаш сечи. Лесно да се вети, меѓутоа понекогаш тешко е тоа да се исполни. Подобро е да се страда од вистината, отколку да се биде награден за лага. Богатството е слично на морска вода. Колку повеќе ја пиеме, толку сме пожедни. Истото важи и за славата. Богатството е слично на морска вода. Значи, бидејќи морската вода е солена и те потикнува се уште повеќе да пиеш вода, но ако се пие солена, тоа ќе отиде на вистина многу далеко. Исто така, вели, тоа се однесува и за популарноста, и за славата. Се е поминливо, почитувани гледачи на оваа земја, верам тоа сте го сите ви искусиле. Раката која дава е секогаш над она која прима. И тоа е сосема природно. Значи, раката која дава е секогаш над она која прима. Колку повеќе луѓето имаат, толку повеќе сакаат. Окото на човекот е како бунар, неисцрпно, незаситно. Парите понекогаш ги отстрануваат непријателите, но и ги создаваат. Еве уште едно. Кога имаш се, не гледаш ништо. Прогледуваш дури кога немаш ништо. Навистина, тоа е така. Кога имаш се, мислиш дека постојано ќе имаш, но ќе дојде ден кога ќе немаш. И кога ќе се испразнат парите, ќе се потрошат, тогаш човекот прогледува дека навистина нема ништо. Денешната приказна носи наслов Како живеат сиромашните луѓе на село. Ова приказна е кратка, но многу содржајна, многу силна со својата порака. Еден ден, многу богата, добро ситуирана мајка ја однела својата ќерка на село со единствена цел да ја покаже како живеат сиромашните луѓе. Тие поминале неколку ноќи и денови на фарма која им припаѓала на луѓето со мали месечни примања. Односно таму живеело едно едноставно семејство, сиромашно. Кога велам фарма, имале неколку ниви, мала трошна куќичка и така натаму. Деновите таму били исполнети со интересни активности, како полнење вода за пиење од бунар, зашто таму немале водовод, водата ја црпиле, ја ваделе од бунар, долги прошетки уживање во природата, пливање во потокот кој се наоѓал во непосредна близина на оваа куќа, средување на градината, задолжени околу фармата, имали неколку козички, овци, крава, многу смеа, забава
и љубов. Откако се вратиле во големиот град и во луксузниот стан со високиот облакодер, мајката ја прашала ќерката што мисли за времето поминато на фармата. Прекрасно беше, мамо, одговорила ќерката. Интересен ли ти беше начинот на живот таму на село? Прашала мајката. Да, одговорила ќерката. Што научи од времето поминато на фармата? Прашала повторно мајката, а ќерката еве што одговорила. Забележив дека ние имаме една мачка и едно куче, а ти има 4 кучиња и 3 мачки. Ние имаме мермерен базен кој се протега до нашата градина во летната куќа, а ти имаат голем поток кој се извива низ шумата. Ние имаме модерни соларни светилки во нашата градина, а те имаат 6 милиони звезди на небото. Од нашиот балкон се гледа Валканиот град, додека тие гледаат кон прекрасните шуми. Ние имаме плодни поседи. Ние немаме полни поседи и никогаш не ја допираме земјата, освен во текот на летото, кога одиме во викендичката, а тие садат растенија и се во контакт со земјата скоро секој ден. Ние купуваме храна од супермаркетот, а тие самите си ја произведуваат својата храна. Ние имаме компјутерски кодови и лозинки да не заштитат од злото. Тие ги имаат животните, семејството и соседите. Мајката останала помалку изненадена. Тогаш низината ќерка додала. Ми стана јасно, мамо, колку сме ние сиромашни и колку посрекни може да бидеме. Поштовани гледачи, ова беше кратката приказна за денеска. Верувам дека пораката ја разбравме. Ние кои сме одраснале на село, навистина имаме такво ведување. Може би децата кои денеска се раѓаат и се родени во град, не мислам на оние мали градови кои не се толку обременити со тој модерен стил на живење како оние големите, високо развиени градови. На жалост, многу деца се осакатени, зашто го немаат почувствувано она селското. И затоа девојче направило една паралела, една споредба, животот на село и животот на град. Се што кажала е вистина. Но, еве, да ги учиме нашите деца, кои се родени во град, да ги носиме некојаш малку и на село, да ја почувствува таа пријатна домашна атмосфера, тој селски живот, може би за викенд да ги пратиме кај некои наши роднини, пријатели, кај баба или дедо, и тие да почувствуваат, зашто навистина доаѓаат тешки времења кога градскиот живот ќе биде неподнослив и ќе бараме да се вратиме на село, таму кај што потекнуваат нашите татковци, нашите дедовци или прадедовци, така да убаво е да едноставно ги учиме децата како се создава храната, бидејќи храната не се создава во супермаркетите, во самопослуги. Таму само се продава готова храна која некаде таму во фармите или на село се произведува. Да тие деца го почувствуваат тоа на вистинското. Иако тие учат во училиште, но тоа е само теорија. Убаво е нашите деца да ги праќаме на село, преку лето или преку викенд, да го почувствуваат она што тие треба да го знаат во својот живот. Уште нешто сакам да споделам ова утро во рамките на ова приказна, почитувани гледачи. Дали не имаме уши за слушање? Зошто ни служат нашите уши? Еве еден текст од Библијата, вели: полна е целата земја со твојата добрина, Господе, поучи ме за твоите наредби. Повеќето од нас имаат потреба, драги гледачи, често пати духовно да се оживуваме. Како што поминува времето, ние стануваме нечувствителни на Божиот глас. Може би понекогаш како нашите уши да се затнати. Утврдени сме во своите патишта, единствено задоволни, и тоа ни причинува како задоволство. Ние можеме самите се да сториме. Како Божиот глас да го понекогаш забораваме или, како што спомнав, ушите да ни се затнати. Еве еден писател ја дава следнава илустрација за овој проблем. Пред некој ден тој вели: отидов на преглед кај специјалист за уво, грло и нос. Како дел од прегледот тој ми ги исчисти ушите. Со помош на една моќна водна пумпа тој ја исчисти на собраната маст од моите уши.
Кога видов што се излезе од нив, му реков на лекарот: Докторе, вистинско чудо е како сум можел да слушам со сето ова во моите уши. А тој ми одговори: Тоа се собира малку по малку и на крајот сетилото за слух сосема го затнува, исто како христијаните кои имаат уши, но не слушаат. Зато Библијата вели: благо на оној кој слуша. Благо на оној кој слуша. Тој специјалист е во право. Ние дозволуваме отпадоците од овој свет да ги затнат нашите уши, па така не можеме да го слушнеме гласот на Светиот Дух. Може би сме пренатрупани со грижи на овој свет, или сме затнати со горделивост, или пак не ја разбираме нашата вистинска положба во Христа. Која да е пречката, таа може да биде отстранета преку покаяние и послушност. Само така ќе можеме повторно да го слушаме Божиот глас. Имаш ли уши да слушаш? Тоа е пораката за ово утро, почитувани гледачи за сите нас, да бидеме со отворени уши и во овој ден, да го слушнеме и Божиот глас, но и се оно што се случува околу нас. Има многу вапаи на луѓе кои се сиромашни, кои се бедни. Ако некој глас допре до нас, да одговориме позитивно. Нека и денеска Божиот глас не води во овој ден кој Господ ни го подарува. Одиме сега со песна, почитувани гледачи, потоа ќе се вратиме да ја последиме утринската порака. Еве не, повторно почитувани, ја гледам утринската порака, што сакам да ја споделам и ово утро. Насловот е наследство на небото. Ја наоѓаме поракава во првото послание на апостол Петар, во првата глава, 4 стих. За непоминливото наследство и неизвалкано и кое не вене запазено е во небесата за вас. Тоа е стихот кој го наоѓаме во првото послание на апостол Петар 1:4. Додека Христос поучувал, околу него обично покрај учениците се собирале и многу други слушатели. Имало многу такви кои копнееле за небесната милост, но само да ги задоволат своите себични цели. Виделе дека Христос има чудесна способност вистините да ги објавува во појасна светлина. Но зар тој не би можел да им ја даде истата сила за да ги постигнат своите земни цели? Тогаш некој од толпата му рече: Учителе, кажи му на брат ми да го подели наследството со мене. За време на свечените поуки што ги давал Христос, овој човек го прекинал од чисто себични причини. Тој ги ценел овие господови способности што би можеле да ги искористат за унапредување на неговите земни работи. Но духовните вистини не влијаеле ниту врз неговиот ум, ниту врз неговото срце. Исус му ги отворал ризниците на божествената љубов. Светиот Дух го проколнувал да стане наследник на нераспадливото и неизалуканото наследство кое не венее.
Мисијата на Спасителот на земјата брзо се ближила кон крај. Му останали уште неколку месеци да ја заврши работата за која дошол за да го воспостави своето царство на благодата. А сепак човечката лакомост се обидела да го одврати од неговото дело и да го втурне во расправа околу парче земја. Меѓутоа Исуса ништо не можело да го оддалечи од неговата мисија. Неговиот одговор бил: човече, кој ме поставил мене за судија или за делител над вас? Всушност, Христос, како да сакал да каже, не е моја работа да решавам судири од таков вид. Тој дошол со друга цел да го проповеда Евангелието и со тоа да им помогне на луѓето да станат свесни за небесните реалности. Кога ги пратил 12-мината, Исус им рекол: и додека одите, проповедајте дека се приближи небесното царство. Исцелувајте болни, воскреснувајте мртви, исчистувајте лепрозни, изгонувајте демони. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Тие не требало да решаваат земни судири меѓу луѓето. Нивна задача била да им помогнат на луѓето да се помират со Бога. Во тоа лежела нивната моќ да му бидаат на благослов на човештвото. Единствен лек за гревовите и за жалостите на луѓето е Христос. Единствено Евангелието на неговата благодат може да го исцели злото што го мачи општеството. Само тој може себичното срце полно со грев да го замени со ново срце полно со љубов. Тоа беше поракава утринска, почитувани гледачи. Овде, како што видовме во самиот коментар, на секој начин сатаната сакал да ја спречи Исусовата мисија на оваа земја. Знаеме на разни начини фарисеите го пратили, му постувале разни прашања да го збунаат, да го омаловажат и да го едноставно спречат во таа негова цел што е имал на оваа земја за време на овие 3,5 години. Овде се послужил, еве, преку овој човек, кога Исус бил во налет да проповеда, мноштво луѓе Исуса постојано го пратиле, а овој дошол со себични цели: учителе, кажи ми на брат ми да го подели наследството со мене. Како Исус да бил судија, како да бил сега кмет во некое село или председател во град, и тој треба да им го подели имотот. Си имало за тоа надлежни органи, има си суд и така натаму. Но ете, ѓаволот сакал токму преку овој човек да го попречи, да го збуни Исуса, односно мислите на луѓето да ги насочи кон земните работи. Но Исус овде зборувал за духовното, за на небесното. Мисијата на Спасителот на земјата брзо се ближила кон крајот. Значи, тоа било некаде при крајот на овие 3,5 години, кога Исус требало се приготви за оној најважниот чекор, а тоа било да испие чашата, символично зборувам, до крај, кога требало таму во Гецеманија да реши дали ќе ојде до крај или ќе се врати кај својот отец. Таму исто така и ѓаволот го кушал преку тројцата ученици кои заспале, наместо да го бодрат, да се молат за Исуса, и тие заспале. А сепак овде вели човечката лакомост се обидела да го одврти од неговото дело и да го втурне во расправа околу парче земја. Меѓутоа Исус ништо не можело да го одвлечи од неговата мисија или да го збуни. Исус му кажува: човече, кој ме поставил мене за судија или за делител над вас? Всушност, Христос сакал да каже дека не е моја работа да решавам судири од таков вид. Тој дошол со друга цел. Исус дошол да го проповеда Евангелието, да ја искриви таа слика за Бога, која била со векови искривена, и луѓето имале друго размислување за Небесниот Отец, за Таткото. И затоа Исус дошол да им ја открие таа права вистина, и Исус ги овластил, ги ополномошил подосни учениците, им рекол: одете и вие проповедајте, говорите им дека се приближи Царството Небесно. Почитувани пријатели, драги гледачи, нека и овој ден Божјата милост не прати да бидеме и ние негови амбасадори. Исус сите нас не испраќа како негови следбеници, ученици, да одиме и да го проповедеме Евангелието. Бидејќи само тој може, Бог, преку Светиот Дух, себичното човечко срце кое е полно со нечистоти и со проблеми, со грев, да го замени со ново срце полно со љубов. Нека и ние денеска зрачиме позитивно, да зрачиме вест на радостна вест за Евангелието, дека секој кој ќе поверува Христа ќе биде еден ден
i spasim koga tojke dojde. Neka Božja milost ne prati i v ovoj den. Продолжуваме со реклама. Сега ќе видиме рекламата за дописна библиска школа. Значи, ова е електронска дописна школа, почитувани гледачи, сите вие кои сакате онлайн да изучувате Библијата по дописен пат, слободно на интернет, отчукајте библијата зборова.мк и ќе влезете во тој сајт или таа веб страница каде што се назначени овие електронски дописни школи, можете да ги изучувате, проучувате во вашето домашно семејство. Значи, кога сакате, може да прекинете без обврски. Да ја видиме сега рекламата, а потоа повторно се враќаме во нашата емисија. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Тоа беше рекламата за дописата библиска школа. Уште еднаш ќе повторам. Ова електронска дописна школа овозможува на еден непосреден начин да, почитувани гледачи, ја изучувате Библијата. Интересна е, интерактивна е, има прашања, ќе одговорите, ќе ги испратите, потоа одите на следната лекција и така одите во изучување на овие 8 подречја. Може да изаберете кое подречје сакате, така да на крајот добивате една убава диплома како потсетување дека сте завршиле оваа електронска школа, но ќе ви помогне. Ќе ви помогне во утврдување на вашата вера. Таму имаме и школа, односно дописна школа за археологијата. Значи, како археологијата ја потврдува веродостојноста на Библијата. Исто така, ќе ги откриете и основните верувања на Светото писмо. Сега следува рубриката за апостолите. Познато дека Исус имал 12 апостоли, имено во тоа време имало и други верски водачи кои со така имале своји следбеници, своји групи. Исус имал едноставни луѓе. Тоа друштво 12 апостоли биле претежно составено од обични граѓани кои немале некоја голема школа. Да, тука бил и Јуда, Матеј кој бил цареник и така натаму, но претежно биле обични граѓани, рибари, бидејќи таму на Блискиот Исток во Палестина луѓето претежно се занимаваат со рибарство и затоа еве денес ќе зборуваме за апостол Јуда. Досега неколку имиња спомнавме во минатите емисии, но неколку реченици ќе кажеме за апостол Јуда. Не е овој Јуда, оној искариотскиот кој го издал Исуса. Во Новиот Завет се спомнуваат некаде 5 до 6 имиња со името Јуда, иако некои теолози велат дека тие се само 2-3 имиња кои се вртаат и се повторуваат. Како е да е, ова е апостол Јуда Тадеј, еден од 12 апостоли Христови, брат на апостол Јаков, праведен, познат и како под името Јуда Јаковов, и Левеј Тадеј. Не треба да се меша, веќе спомнав, но ќе се повторам, со Јуда Искариотскиот, кој го издал Господа Исуса Христа. Ниту со Таде, еден од 70-мината црквата, значи она православна црква или она традиционална христијанска црква го слави неговиот како роден ден на 2 јули. Јуда е значи еден од 12-мината. Може да кажеме дека е син на Јосиф и Салома, а брат на Јаков, како што спомнав, брат Господов. Солома и Јосиф имале повеќе деца. Јаков, Јосија, Симон и Јуда. Овој Јуда
ponekога, како што реков, се нарекува Јуда и Јаковов, за да го луѓето препознат, зашто имало повеќе имиња со Јуда и луѓето не можеле да ги поделат, односно да ги распознаат, и ете се врзува со името Јуда и Јаковов по брат му Јаков, кој што е попрочуен би рекле од него. За Јуда многу немам информации во Светото писмо, нема некои повидни настани, како на пример со апостол Петар, кој оставил голем белег во христијанството во првиот век, па Јован Богослов исто така, па Јуда Искариотскиот и така. Значи, овој Јуда малце во анонимност, но сепак бил Христов ученик. Но напишал едно евангелие. Тоа е Евангелието според Јуда. Таму пишува од Јуда, слуга на Исуса Христа, брат на Јаков. Иако и тој може да се нарекува брат Господов, колку Јаков, тој тоа не го правил, затоа што бил многу понизен, бил многу повлечен. Тој на почетокот вели не му веруваше на Исуса Христа. Значи, в почетокот не бил толку одан или предан на Господа, но сепак како времето одминувало, тој целосно го прифатил Исуса Христа. Едноставно, дури своите деца ги насочил кон Исуса Христа. Еве, толку, браќа и сестри. Malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. Malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Zemlja radosti čeka sve nas, vjerno gledamo divan njen sjaj. Tamo čeka nas vječni njen dom, svakoj patnji i suzama kraj. O malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. Malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Neće žalosti biti u njoj, bit će srce nam tištiti jak. Prepun radosti bit će naš dom, koji Isus nam priprema sam. O malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. Malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Svako nek se već sprema za put, s ove zemlje u novi svoj stan, jer je tama na izmaku već. Isus ide i bliži se dan. Malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. O malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. O malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Pa će vječnost osvanuti nam. Еве неповторно во студио, почитувани гледачи во живо. Ете се случува кога емисијата е во живо да понекогаш и гласот откаже, но тука сме и продолжуваме. Зборуваме во наредните минути за нашите водопади во Македонија, како настанале поедини градови, односно поедини села.
Ovo jutro imam ovdje pred sebe materijal za селото Колешино, односно Колешинскиот водопад. На почетокот да прочитаме неколку информации, неколку легенди, како настанало тоа име. Според првата, селото своето име го добило по битката на Беласица, 1014 година, помеѓу силите на цар Самуил и византискиот император Василий II, кога во страшен колеш загинале голем број македонски војници. Вие кои сте читали историјата знаете дека битката на Беласица е многу позната, 1014 година, кога на царот Самуил, на неговите војници им биле извадени очите и на секој ми се чине стоти по едно око оставале за да можат да се вратат назад. Во чест на тоа, среде селото е поставена табла со легенда за настанокот на името Колешино. Втората легенда е дека името е добиено по овчарот Коле, кој прв се доселил во местото каде денес се наоѓа селото. Имено луѓето кога поминувале покрај бачилото на Коле, викале ова е Колешино. Се мисли бачилото или трлото би рекле на Коле. Според кажувањата на постарите жители на ова место, селото првим било лоцирано 500 метри појужно во местноста Лешта. Леши, како се вика тамо во Колешино, и се викало Спаса. Потоа луѓето се преселиле во местноста Морлада, кога селото почнало да се вика Колешино, па дури отпосле се населиле на местото каде што ден денес живеат. Кањонот пак на реката Баба е позната по случката од минатото. Еве легендата што вели. Кога 12 калуѓери, соочени со опасноста да бидат фатени од непријателот, ставиле марамчиња на очите и се фрлиле во бездната. Тој кањон, и тој рид, тоа брдо се уште постои над водопадот во селото Колешино. Тој е висок рид, високо брдо, камењи има горе високи, и од таму се фрлиле долу овие 12 калуѓери за да не бидат, фатени од непријателот. Селото прв пат се спомнува во пишаните документи во пописот 1519 година, кога имало 20 христијански семејства и само едно муслиманско. Колешино и во текот на целиот период од османлиското владење во Македонија останало чисто христијанско население. Според кажувањата на постарите жители, тоа село е чисто. Кога велам чисто христијанско, нема мешавини. Доаѓале ромски семејства преко летото кои помагаат на селаните кои работат, меѓутоа сепак селото е чисто христијанско. Селото е познато по тоа што во него има 4 цркви различни вероисповести. Православна црква, евангелско-методистичка, адвентистичка и црква на Јеховините сведоци. Во селото се наоѓа и основното училиште Видој Подгорец, кој го носи името на македонскиот писател Видој Подгорец, кој е роден токму во село Колешино. Во селото се наоѓа чешмата Даревица, која била изградена 1939 година, се уште постои, селскиот дом е срушен и на тоа место ќе се гради нешто ново. Еве според самата статистика, во 2002 година, од последниот попис, во селото живеат 845 жители. Очигледно селото се намалува по бројот на жители. Најголем зенит или најмногу жители имало во селото 1961 година од 1240 жители. Потоа селото почнало да опаѓа. Еве, например, 1991 имало 1031, па 1994 880 и сега ќе видиме од најновиот попис колку жители. Но еве неколку зборови да кажем и за Колешинскиот водопад. Водопадот е сместен во југоисточниот дел од републиката, на северните падини на планината Беласица, во долниот тек на реката Баба, надморска висина од 500
метри. Се вбројува меѓу највисоките водопади во Македонија со височина од 15 метри, со широчина на падот од околу 6 метри. Според постанокот, тој е тектонски водопад создаден од гранитни камења. Спротиводно од Колешинскиот водопад на оддалеченост од околу 100 метри се наоѓаат уште неколку помали водопади, распоредени во низа високи од 2 до 4 метри кои припаѓаат на неговиот централен слив. Со покачување на температурите, значи некаде напролет, бројот на гости кои секојдневно доаѓа да го посетат Колешинскиот водопад е во пораст од 400 до 500 туристи, а за време на викендот ова бројка е двојно поголема. Сабота и недела, за време на викендите, таа бројка во летните денови може да достигне до 1000 туристи на ден. А кога би имало сместувачки капацитети, сигурно таа бројка би се зголемила. Еве, потик за вас, почитувани гледачи, да испланирате да може да го посетите водопадот во пролет, во лето, кога е надвор 40 степени долу, кога ќе се симните во водопадот, навистина е прекрасно, пријатно, некаде околу 18 до 19 степени. Свежо е, убаво е, има што да видите, чист воздух, зелена шума, пешки може да отидете од селото нагоре, а можете со автомобил, некаде на 200-300 метри до водопадот, води асфалтен пат, има паркиралиште и по тие патики кои веќе се означени, може да го посетите Колешинскиот водопад. Еве, толку за утрово, што се однесува до водопадите во Македонија. Значи, ќе продолжиме и утре да зборуваме за некој друг водопад, бидејќи во Македонија има многу водопади кои можеби не се познати толку на јавноста. Следува сега совети за здравјето, односно ќе споделиме и овутро рецепти за здрава храна. Па еве да ги проследиме и овие две рецепти, почитувани гледачи. Сочно подпечени јаболки. Зима е, нашите зелени пазари се богати со јаболко, така да еве може да користите и јаболки за исхрана. Во еден сат измешајте ги сувите состојки кои ги одбравте заедно со шекерот и зачините. Јаболката измети ги и излабете ги со лажица. Наполните ги со мишавината од чинијата. На врвот од јаболката ставите коцка путер. Наредете ги во супер крчко, тенџере или во таава. Истурете шолја вода. Печете на тивок оган 3 до 4 часа. Што е потребно за да направите сочно подпечени јаболки? Значи, го вадите внатре семето, срцето и го полните со други состојки кои веќе сте ги приготвиле. Јаболка по желба, 2 шоли овесни снеголки, 2 шоли кафеав шекер, 3 лажички цимет, 1 лажичка карафилче по желба и коцка путер. Сето тоа го мешате и го ставате во јаболкото и го печете. Ете, испробајте го, па верам дека ќе биде вкусно. Крцкави варени ѓаврици. Кавадрици е познат овој тиквешкиот регион и неготини кавадрици по производство на ѓаврици. Квасецот растворете го во вода, додајте шекер и кога ќе се раствори, додајте брашно. Замесете средно тврдо тесто. Кога ќе биде гладко, покрите го да одмори 30 минути. Растегнете го тестото на дебелина од 1,5 см и вадете поголеми погачици, а потоа од нив со чаша вода вадете помали. Така добивате исечени ѓаврици. Прекрити ги со фолија. Во тенџер ставете шекер и карамелизирајте го, па додајте 1 литар вода. Кога ќе зовре, спуштајте ги ѓавриците и гответе ги околу 2 минути. Вадете ги на крпа на која сте ставиле сусам. Посипете ги со сусам, а потоа наредите ги во плех на кој сте ставиле хартија за печење. Рерната вклучете ја на 200 степени и печете околу 30 минути. Тоа се тие варени ѓаврици, затоа се прави ова подготовка, почитувани гледачи, се стават во вода, па потоа се вадат и, како овде на крај што вели, се стават во рерна и се печат. Што ви е потребно за да направите варени ѓаврици? 500 до 600 грама брашно, 300 мл млака вода, малку сол, 300
30 grama, kvasec, 1 лажица кафеав шекер и суса. Еве, пробајте, направите ги тие геврици, верам ќе ви бидат вкусни. Одиме сега со уште една песна, почитувани гледачи, и ќе ја проследиме после последната рубрика за ова наша денешна утринска емисија. Slušaj što ću reći, o prijatelju moj. Sad slušaj što ću reći, na nebu živi Isus, on ljubi tebe, znaj, on ljubi te, on ljubi te, on ljubi tebe, znaj. O prijatelju moj, sad slušaj što ću reći. O prijatelju moj, sad slušaj što ću reći. Na zemlji kao čovjek, za tebe umro je. On ljubi te, on ljubi te, on ljubi tebe, znaj. Na zemlji kao čovjek, za tebe umro je. On ljubi te, on ljubi te, on ljubi tebe, znaj. On ljubi te, on ljubi te, on ljubi tebe, znaj. Сме до последната рубрика за ова утро. Во нашата емисија зборуваме за археологијата ја потврдува Библијата. И ова утро ќе ви пренесам неколку интересни информации од книгата на Драго Обрадовиќ, професор, кој ја напишал книгата Астрологијата ја потврдува Библијата. Дојдовме да кажеме неколку реченици и неколку зборови за Ханан, хананската земја. Библијата многу зборува за ова подрачје кај што израелците се преселиле и живееле, меѓутоа од некои луѓе тој предел во Палестина е оспоруван дека не постоел, дека односно такви настани не се случили. Меѓутоа, овде пред себе имам материјал во кој пишува дека денеска археолозите пронашле доста работи кои ја потврдуваат таа вистина дека Светото писмо е вистинито. Жителите на хананската територија во Западна Азија очигледно немале јасна представа за вистинската големина на овој Ханан, ниту пак точно знаеле каде се наоѓа Ханан. Значи, хананејците или Хананот сам како појам на стариот Блиски Исток не знаеле дека се хананенци, односно тие самите за себе не знаеле од каде потекнуваат. Библијата тоа јасно го кажува од каде потекнуваат. Меѓутоа, кога археологијата тоа го потврдува денеска, уште повеќе доаѓа до ценење на самата Библија, почитувани гледачи, односно на тие записи кои ни се назначени. Архивите на старите текстови со клинесто писмо Алалах и Мари исто така укажува дека народот во тоа подречје бил познат како хананци и прават јасна разлика меѓу нив и другите групи. Писмата од Амарна, пронајдени во Египет, даваат корисна документација за политичката организација на Ханан околу 1400 година пред Христа. Овие изрази како, например, цел Ханан, градовите на Ханан, хананската земја, укажуваат на географскиот и територијалниот ентитет со некои спомнати граници кои ја сочинуваат египетската покрајна во Западна Азија. Египчаните се повикуваат на Ханан и на хананејците 15 пати во извештаите за војни походи во тоа подрачје. Во тие текстови жителите не се само опишени, туку и осликани во релефите на зидовите на храмот во
Египет. Значи пронајдени се и сликовити писма или слики нацртени кои асоцираат, кои укажуваат на Ханан. Библијата филистејците ги опишува како група што потекнуваат од Кафтор или Крит. Секако мора да се побие мислењето дека филистејците биле представници на странска популација која упаднала во Палестина. Тој тврдил дека археолошкиот доказ е површен и зборувал дека филистејската керамика не е единствено одраз на филистејскиот народ, ниту е оправдано тие грнчари да се посматрат како доселеници или како потомци на доселени. Значи, овде сака писателот да даде едноставно појаснување дека филистејците се друг народ, а хананејците се друг народ. И затоа тој прави една дистинкција, едно одвојување, да се знае дека тие се два народи. И еве на крај што заклучува. Археологијата е една од малобројните дисциплини кои исклучиво се занимаваат со конкретни работи, со употребени предмети, со градби и со земја, со оние опипливи факти како прекриени со песокот на времето, сведочат за луѓето, за местата и за настаните од минатото, додека тие споменици постојно се откриваат од година во година, библискиот свет израонува поцелосен, дозволувајќи ни да фрлиме делумен поглед на неговото богатство и разновидност. Значи, археологијата ни ја подотвара вратата, почитувани гледачи, да гледаме со отворени очи дека ова што денес ние го читаме во Светото писмо е веродостојно. Се јавува се поголема потреба од систематски археолошки истражувања на Блискиот Исток. Библиските научници соочени со предизвиците на постмодернизмот се повеќе се свртуваат кон археологијата како примарен извор на информации за библиската историја. Иако како дисциплина се уште е во повдем, археологијата почнува да ги пополнува подробностите на големата библиска историја од најраните почетоци. Во тоа трагање едноставно ние треба да ја веруваме на археологијата кои ги пронаоѓа тие докази на Блискиот Исток. Еве, почитувани гледачи, толку за археологијата денеска. Уште еднаш може да се пофалиме дека Библијата што имаме во наши раце е веродостојна, зашто и самата археологија тоа ни го потврдува. Еве дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија, утринска програма која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Ви посакувам, драги гледачи, убав ден, Господ нека ве чува, бидете одговорни и чувајте се. Довидување до утре наутро во 8 часот и 30 минути. Пријатно. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.